Грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас поднесе оставка по извештаите за поделеноста на владата во врска со договорот со Македонија за ставање крај на деценискиот спор околу името. Премиерот Алексис Ципрас, објавувајќи дека лично ќе го преземе неговиот ресор, изјави дека ќе стори се што е потребно за да обезбеди успех на договорот со Скопје. Θέλω λοιπόν να τους ενθαρρύνω να προχωρήσουν. Θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα στην ολοκλήρωση μιας ιστορικής συμφωνίας για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια. Και θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι η Ελλάδα και η κυβέρνησή μου θα κάνει αυτό που πρέπει και αυτό που ορίζουν οι διεθνείς της υποχρεώσεις. Ципрас додаде дека нема да толерира лична агенда во остварувањето на националните интереси на земјата. Според извештаите во медиумите на состанокот на кабинетот во вторникот дошло до кавга меѓу Кодзијас и Каменос, кој се противи на договорот од Преспа, но кој со својата мала партија независни Грци ја држи во живот коалициската влада на Ципрас. Каменос деновиве престојуваше во Вашингтон, каде што изнесе алтернатива на договорот со Македонија, односно подпишување безбедносни договори во регионот. Кодзијас тоа го оцени како мешање во неговиот ресор. Киријакос Мицотакис, председателот на опозицијската конзервативна Нова демократија, оцени дека грчкиот премиер одбрал да го отстрани најсилниот поддржувач на договорот од Преспа, а да го задржи оној што се противи. Според него, Ципрас не е само слаб, туку и уценет премиер. Мицотакис порача дека на земјата е потребна стабилна и одлучна влада, која ќе говори во еден глас и надвор и внатре. Нова демократија, според анкетите, ужива широка предност пред партијата на Ципрас. Во минатиот месец Ципрас изјави дека коалицијата, предводена од неговата левичарска партија Сириза, ќе го исцрпи својот мандат што завршува кон крајот на 2019 година и оти не очекува земјата да биде притисната од предвремени избори поради несогласувањата околу договорот за името со Македонија. Тогаш Ципрас во врска со овие несогласувања рече: Εκτιμώ λοιπόν και σέβομαι τη θέση και τη στάση του Πάνου του Καμένου. Επειδή όμως τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά και έχω μια ειλικρινή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Πάνος ο Καμένος δεν θα θέσει αν θέλετε, διακινδύνευση την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και την πολιτική σταθερότητα στον τόπο.